Добар ден и добре дојдовте. На почетокот на вестите гледаме кои настани го одбележаа денот. Се клатили проектот Безбеден град. Дуј нема да гласа, СДСМ се уште гради став. Без законот за прекршоци од 1 февруари нема казни. Не е рестриктивен, туку европски. Министерот за здравство го брани законот против пушење. Казните не се приоритет, туку едукацијата, вели Алију. Уапсено лицето кое го скрши излогот на бугарската амбасада. Размена на реакции меѓу двете министерства. Може ли некој да спречи изолиран инцидент? Избрани две нови членки на судскиот совет. Председателката ги бранеше номинираните, тврдејќи дека стручноста е пред нивниот политички бекграунд. Левица е единствена опозицијска партија која потврдува учество на лидерската средба во среда. 4IG доби лиценца за трет мобилен оператор. Подготвени и за војна, и за диалог. Иран одговори на заканите на Трамп. Висели на конец еден од најзначајните проекти кои треба да донесе поголема безбедност на улиците низ државата, првенствено во Скопје и неколку други градови, ќе имали политичка поддршка која е неопходна за усвојување на законските решенија кои треба да возможат негова примена од 1 февруари. Ова е наша тема во живо во овие вести. Почнуваме веднаш. Многу е неизвестно дали од 1 февруари ќе почне примената на системот SafeCity. Законот за прекршоци кој е клучен за негова примена засега нема поддршката која е потребна за негово усвојување. Од ДУИ се децидни дека нема да гласаат, а не прецизираа точно кои се причините, но претходно тие ги проблематизираа SMS известувањата на македонски јазик. Во СДСМ се уште се гради став, но поддршката стана особено неизвестна откако партискиот лидер изрази сомнеж за можни злоупотреби на овој систем во изборни цели. Мирјана Давидовска известува. Мирјана, што велат во Министерството за внатрешни работи, се клатили проектот Безбеден град? Очигледно, да, и онака досега немаше некоја јасна гаранција, освен оние изјави на министерот за внатрешни работи, кој што, иако го одложи воведувањето на SafeCity системот за од 1 февруари, дури ни сега не може да гарантира дека во целост може да биде реализиран, бидејќи, како што вели тој на нашето прашање, што доколку не се донесат измените на законот за прекршочна постапка, тој вели дека SafeCity системот нема да биде воведен од 1 февруари. За ова дека станува се понеизвестно, добивме потврда и од Демократската унија за интеграција, кој што како пратеничка група се со јасен став дека нема да дадат поддршка на предложените измени на овој закон. Вела дека поднели неколку амандмани, но не прецизира точно на што се однесуваат нивните забелешки. И додека власта ќе го бара она потребно двотретинско мнозинство за носење на овие законски измени, од СДСМ се уште калкулираат и велат дека се уште се во разговори како пратеничка група како ќе настапат тие во парламентот. Во продолжение еве ги сите детали за тоа колку неизвестно е всушност воведувањето на SafeCity системот. Неизвестно е дали SafeCity системот ќе профункционира од 1 февруари. За измените на законот за прекршоци е потребно двотретинско мнозинство во парламентот, а доколку не се обезбеди, нема да се воведе системот. Ова за сител го потврди и министерот за внатрешни работи без да појасни дали имаат алтернативно решение. Владеачкото мнозинство засега нема поддршката од пратеничката група на ДУИ. Координаторката Рина Хајдари за сител вели измените на законот според нив имаат низа недоследности поради кои нема да гласаат. Поднели амандмани со кои ќе го оспорат носењето се додека не се усогласи текстот онака како што тие сугерираат. Интегративците претходно обвинија дека власта го партизира системот SafeCity со цел воспоставување полициска контрола врз албанското население и следење на политичките опоненти, наместо грижа за безбедноста на патиштата. Пратеничката група на СДСМ се уште нема одлучено дали ќе гласаат за носење на предложените законски измени. Велат се уште градат став за тоа како ќе настапат во парламентот. Првично лидерот на СДСМ рече дека го поддржуваат системот од аспект на безбедност, но потоа се спротивстави на неконтролираниот масовен надзор. Филипче реагираше дека SafeCity е без законска регулатива и ризичен за приватноста и токму затоа вели дека е неопходна техничка влада за да се спречи злоупотреба на надзорот за политички цели. Дека се уште нема договор меѓу пратеничките групи потврди и спикерот Гаши на денешниот брифинг со новинари.
Ако се постигне договор, законските измени веднаш ќе бидат ставени на собраниска седница за да се гласаат. До сега на координациите на пратеничките групи немаше забелешки во врска со текстот на измените. Тоа што овој закон не е поддржан е прашање на договор меѓу пратеничките групи, рече Гаши. Севсити првично требаше да се воведе од 1 јануари, откако претходно камерите беа вклучени за да ги регистрираат прекршоците, но министерот ја одложи примената со цел да им се даде повеќе време на возачите, но и на одговорните за да се отстранат сите недостатоци на системот. Со новиот закон, освен што камерите автоматски ќе детектираат сообраќајни прекршоци, се уредува кога ќе одговара собственикот на возилото, а кога друго лице кое го управувало возилото во моментот на прекршок. Се пропишува и рокот во кој треба да се плати налогот, во спротивно ќе има присилна наплата. Казните се трикратно повисоки за потешки сообраќајни прекршоци од актуелните. Доколку возачот е под дејство на алкохол, дрога или психотропни супстанции или управувал без возачка, ќе му биде одземено возилото, ќе се донира на јавните институции, а возачката ќе му биде поништена. Доколку возачот има повеќе од 3 забрани за управување на возило, трајно ќе му се поништи возачката дозвола. Негативните поени ќе може да се изрекуваат заедно со глобата, а не само како нејзина замена. Новина е граѓаните сами да може да поведат постапка пред суд доколку не се согласуваат со прекршочниот налог. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Законот за заштита од пушење не е ригорозен, туку е европски и има за цел заштита на јавното здравје, вели министерот за здравство Азир Алиу. Алармантни се податоците дека над 13% од децата од 13 до 15 години и дури 40% од 16 годишниците веќе користат тутунски производи. Со новиот закон пушењето ќе биде забрането пред институции, училишта, болници, а предвидени се високи казни за непочитување. Законот не е рестриктивен, туку е европски, вели министерот за здравство за мерките кои ќе стапат на сила за неполни 2 месеци и драстично ќе го ограничат користењето на цигари и останати никотински производи. Од здравствен аспект, Азир Алиу очекува да биде намален бројот на заболувања поврзани со тутунската зависност. Вели дека е алармантно што на 13% на деца од 13 до 15 години користат некаков тутунски производ, а загрижувачки се бројките и за 16 годишници. Цигарите се користат кај момчињата 37,4, оние обичните, а 40,3 се користат електронските цигари. Тоа е еден висок процент. Зборуваме за деца на 15-16 годишна возраст, па и помали. Тоа не охрабрува да работиме во оваа насока. Значи, според бројките што ги имаме, ние сме на врвот како држава од население кое што или се зависни од пушењето, или се корисници на некаков тип на пушење или производи кои што имаат никотин. Така да, дефинитивно, според анализите направени, според експертизата, ќе биде намален бројот на граѓани кои што ќе имаат здравствени проблеми, а се поврзани со пушењето. Со новиот закон пушењето ќе биде забрането пред здравствени установи, училишта, градинки, министерства. За клиничкиот центар, иако е голем комплекс, министерот за здравство вели дека може да најдат начин со внатрешна инфраструктура или пак тераса отворена од 3 страни. Алиу не очекува и бизнисот да трпи поради законските обврски. Со нездраво население, вие дефинитивно одмагате на бизнисот многу повеќе отколку со вакви политики против пушење на цигари во затворени простори. Направена е и таква анализа, така да луѓе во кои што се зависници од таков тип на производи, верувајте дека се помалце активни во секојдневната работа во државните и во приватните институции. Азир Алиу од утре ќе има средби со инспекторатите за презентирање на законот и разговори дали ќе им треба дополнителен кадар за негова доследна имплементација на терен. Освен забраните, законот предвидува и високи казни за оние што нема да го почитуваат. 300 евра за физички, од 2000 до 5000 евра за правни лица. Сања Димитровска, Сител телевизија. Зошто е потребен строг закон против пушењето? Има ли кој да казнува рамномерно низ целата држава? Можат ли казните да го намалат бројот на пушачи? Тема на денот во 19 со Никола Грбчевски, советник во Министерството за здравство.
Полицијата го уапси лицето кое го скрши стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Според неофицијални информации станува збор за лице кое и не е од македонска националност. Бугарското МНР остро реагираше, обвинувајќи за институционална пасивност и толерирање говор на омраза. Побараа гаранции за безбедноста на бугарските дипломатски мисии. Македонскиот министер за надворешни работи го осуди инцидентот, оценувајќи го како изолиран настан и истакна дека институциите постапиле брзо и ефикасно. Полицијата го уапси лицето кое вчера го скрши стаклото на влезната врата на бугарската амбасада во Скопје. Според неофицијалните информации, тој не е од македонска националност. На видеото од безбедносните камери се гледа како тој се упатува кон влезот на амбасадата, замавнува со раката кон стаклото, го крши и заминува. Полициски службеници од ЕВР Центар и Битпазар го лишија од слобода ША од Скопје, затоа што вчера го оштети стаклото на влезната врата на амбасадата на Република Бугарија во Скопје. Бугарските власти со остра реакција. Институциите во Македонија се пасивни, па затоа се потикнува и говорот на омраза кон Бугарија. Бугарското МНР бара да се гарантира безбедноста на бугарските дипломатски и консуларни представништва. Министерството за надворешни работи изразува длабока загриженост дека ваквиот дрзок чин е резултат на системскиот недостиг од реакција на надлежните институции во Република Северна Македонија при претходни напади и вандалски акти врз објекти поврзани со Бугарија и бугарската заедница. Ова институционална пасивност во комбинација со толерираниот, па дури и потикнуван говор на омраза кон Бугарија и бугарите во нашата соседна држава, создаде средина во која ваквите криминални действија се охрабруваат и ескалираат, соопшти од бугарското МНР. И амбасадорот на Бугарија во Скопје за бугарските медиуми го осуди настанот како недозволив атак врз дипломатската мисија. Според Радуков, неказнивоста на делата против бугарската заедница само ги охрабрува извршителите за нови напади, како изминативе години, кога имало напади врз бугари, пукање и напад со секира, а за нив или немало судска постапка, или казните биле мали. Не сум сигурен дали нападот е резултат на последната ескалација на говорот на омраза и манипулацијата со вистината. Дипломатски кажано, по темата Бугарија која трае веќе со децении. Ова дејство го проширува кругот на потенцијални извршители на вакви напади. Дали лицето се почувствувало охрабрено од таквиот говор во последните недели или и претходно, во овој случај е ирелевантно. Проблемот е што бројот на луѓе како него постојано се зголемува. Токму како резултат на ваквиот целно создаван наратив. И македонскиот министер за надворешни работи Муцунски го осуди инцидентот кој според него изолира настан без огромна материјална штета. Институциите работат брзо и ефикасно, вели тој. Како секој чин во таква форма ние како институција ќе го осудиме. Се работи по првичните информации за изолиран инцидент. Создадена е некоја материјална штета која што не е во огромен обем, независно од тоа сепак максимално го осудуваме инцидентот. Последниот регистриран случај на напад врз бугарски државјанин во Македонија беше инцидентот со 80-годишниот новинар и активист Владо Перев во центарот на Скопје, кога според неговото сведоштво бил физички нападнат, а при тоа бил навредуван на национална основа со пораки дека бугарите треба да си одат во Бугарија, како и закани по неговиот живот. И тогаш бугарските власти остро реагира, оценувајќи го инцидентот како чин на насилство од омраза и побара ефикасна истрага и санкционирање на сторителот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Адвокатката Сузана Јошевска-Анастасовска и професорката Арлинда Кадри Шахиновиќ се избрани за нови членки на Судскиот совет, на предлог на председателката Силјановска Давкова. По реакциите за професионалниот и активистички ангажман на Јошевска, која била надворешен соработник на СЈО и дел од Шарената револуција, председателката во експозето рече дека партиите треба да ја стават стручноста на прво место. Високи очекувања од изборот на новите членови има и председателот на Судскиот совет. Во меѓувреме собранието почна постапка из избор на нов состав на Државната изборна комисија, а беше верификуван и мандатот на нов пратеник од Вреди. Адвокатката за кривични предмети Сузана Јошевска-Анастасовска и професорката по семејно право Арлинда Кадри Шахиновиќ се новите членки на Судскиот совет. Парламентот денеска ги избра со 72, односно со 63 гласови за. Тие влегуваат во независното судско тело на предлог на председателката Гордана Силјановска Давкова, која со месеци пак го одложуваше изборот за 20 членови на судски со цел тој да се донесе согласно новиот закон за Судскиот совет, кој предвидува построги критериуми за тоа што значи истакнат правник. Освен од власта,
Јошевска Анастасовска ја доби поддршката и од опозицијската СДСМ. Таа и досега по ставовите важеше за блиска до оваа партија. Токму затоа во образложението на предлогот, председателката коментираше дека ВМРО ДПМН имаат забелешки за нејзиниот избор, но и поради тоа што била дел од СЈ. Сепак таа побара партиите да не се сомневаат во нејзината стручност, а била популарна и во јавноста. Големината на еден политички субјект е да се абстрахира од релацијата и да цени низ призма на стручноста. Ако нешто го нема во Уставот, а немаше во Уставот специјално јавно обвинителство, бидејќи нема ни специјални судови, дека има дилема. Но да не го мешаме тоа со ангажманот на надворешни советници. Професорите прифаќале експертски ангажман, си заминала, меѓутоа прифаќале во границите на правото и во границите на она што стручноста им, компетентноста им го диктирала. Задоволен од изборот е и председателот на Судскиот совет Камбовски, кој се надеве дека и новото законско решение ќе донесе поефикасна работа во телото, чиј интегритет во минатото беше дискутабилен. Го анализираме повторно, гледаме кои нешта ќе бидат променети и сум оптимист дека ќе имаме квалитетна промена во работењето на Судскиот совет. Председателката е пред се правник, професор и не се сомневам во незиниот избор и верувам дека одбрала вистински професионалци кои што ќе придонесат во работата на Судскиот совет. И покрај денешниот избор на Судскиот совет му недостасува уште еден член, кој треба да го избере парламентот на свој предлог. Таму огласот е спроведен според стариот закон, а Комисијата за избори и именувања како кандидат го утврди Албан Кадри од Тетово. Собранискиот спикер Гаши брифираше дека се бара начин тој оглас да се поништи, за и овој член да се избере според новите критериуми. Не е исклучена ниту опцијата Кадрију сам да се повлече од кандидатурата. Комисијата за избор и именувања пак ја утврди листата на кандидати за нов состав на Државната изборна комисија, имајќи предвид дека мандатот на актуелниот состав завршува во четврток. Пријавени се 16 кандидати, меѓу кои речиси целиот сегашен состав. Неофицијално останува поддршката на ВМРО ДПМН за Светлана Карапетрова и Александар Даштевски. Не се очекуваат промени ниту кај членовите албанци. Според изборниот законник, председателот на ГДИК доаѓа од редовите на најголемата опозицијска партија СДСМ. За оваа позиција се споменуваат екс-министерот за правда и за европски прашања Бојан Маричик и поранешната заменик министерка за правда Мадич, како и Марија Митановска-Димовска, сопруга на поранешниот началник на интервентната полиција од времето на Заев. Собранието денеска го верификуваше и мандатот на новиот пратеник Зекирија Таири од Вреди на местото на Беким Салип, кој стана вице-премиер за европски прашања. Катерина Нешкова, Сител телевизија. И покрај тоа што вработените кај народниот правобранител ќе добијат плата, институцијата останува во сериозна финансиска криза и пред колапс поради неплатени кири и основни трошоци. Причината е што се уште не може да се избере нов народен правобранител. Власта нема Бадентерово мнозинство, а ДУИ одбива да даде поддршка на сегашниот кандидат предложен од Вреди. Вработените во народниот правобранител ќе добијат плати. Овластениот заменик омбудсман Илбер Руфати добил зелено светло од финансии. Неговиот подпис ќе важи и натаму, но тоа не значи крај за нивните проблеми. Институцијата Народен правобранител веќе должи илјадници евра. Киријата не им е платена со месеци, а немаат пари ниту да си ги платат сметките за струја и вода. Најголем е долгот за кирија, вели Руфати. Околу 60 до 70.000 евра. До овој момент. Само за кирија. Ние за регистрација на колите што треба да идат, немаме пари за сменување на други X технички работи. До овој момент се истрошени сите средства од Народен правобранител. Причина за ваквата состојба според Руфати е скратениот буџет на институцијата за 30%, односно 45 милиони денари. Навистина тие средства ни се потребни. Тие се елементарни средства што не треба да се укратуваат од страна на Министерството за финансии, меѓутоа тие не ни одговара. Во неколку наврати, значи, писмено, усно, значи е побарано од наша страна да имаме состанок, со цел едноставно да видиме каде е проблемот за нашите, пошто како што знаете, тие средства ни се со закон
определени. Ја не можам вработените мои да ги носам по затвори и по други институции што по закон треба, а од другата страна пак почницата да биде Министерството за финансии. Проблемот се појави откако претходниот народен правобранител се пензионираше, а за да се избере нов, потребно е Бадентерово мнозинство во собранието. Владеачкото мнозинство има доволно гласови за да биде поддржан Фатон Селјами, но нема доволен број по Бадентер, бидејќи недостасуваат гласови од Европскиот фронт предводен од ДУИ. Од партијата и денеска без конкретен одговор дали ќе го поддржат. Тој сам ќе одлучи сам председателот и зависи од председателот. Институцијата Народен правобранител е формирана во 1997 година за да ги штити човековите права. Мартин Арсов, Сител телевизија. Левица е единствената опозицијска партија која засега потврди присуство на лидерската средба закажана од премиерот Мицковски за во среда. ДУИ ќе носи одлука вечерва на состанок на највисокото раководство, а СДСМ засега останува на ставот дека нема да учествува. Средбата е најавена за разговор за реформските закони и можноста за укинување на техничката влада. За укинување на пржинската влада потребни се 61 глас во собранието. Левица засега е единствената опозицијска пратеничка група која официјално го потврди присуството на лидерската средба која премиерот ја закажа за среда. Сметаме дека како парламентарна партија која години и пол дена пробува да влезе во комуникација со владиното мнозинство преку предлагање на закони, преку предлагање на консензус по некои државни прашања, сметаме дека сега е времето да влеземе во конструктивен диалог за да можеме да го обремениме овој процес со позитивни насоки, затоа што за нас е најбитно да се создаде демократска атмосфера за време на нашите избори и нашите барања ќе одат во таа насока. Во ДУИ се уште немаат официјален став. Од партијата велат дека вечерва ќе одржат седница на Централното председателство на која се очекува да се донесе одлука и за ова прашање. За овој момент уште не се најмето е да бидеме ние на политичка средба, ќе видиме тоа ќе одлучи само председателот и одбор на членовите. Во СДСМ веќе се изјаснија против. Партискиот лидер Филипче рече дека не седнувал на иста маса со криминалци. Премиерот Мицковски минатата недела ги повика лидерите на парламентарните политички партии на средба на која би се разговарало за реформските закони и за укинување на техничката влада. СДСМ е единствената партија која е отворено против укинување на техничката влада. Ништо посебно расположени не се ниту во останатите партии од опозицијата. Начелно поддржуваат укинување, но поставуваат услови кои имаат мали шанси да бидат исполнети. ДУИ бара Бадентер при избор на влада и во Уставниот суд, додека Левица е една изборна единица. За да се укине пржинската влада, на мнозинството ќе му треба поддршка од само 61 пратеник. Меѓу оние кои би го поддржале ова е и собранискиот председател Африм Гаши, кој утрово на брифинг со новинарите рече дека на земја од НАТО не и личи техничка влада да и ги организира изборите, додавајќи дека тој е против предвремени парламентарни избори. Александар Спасовски, Сител телевизија. Гласањето на повторените избори заврши со избор на нови градоначалници во 4 општини. Партијата на Таравари, како дел од коалицијата со ДУИ, победи во Гостивар и Врапчишта, ВМРО-ДПМН ја презеда власта во Маврово Ростуша, а во Центар Жупа победи единствениот кандидат од партијата на турците Аријан Ибраими. Резултатите отворија спротивставени толкувања, власта зборува за потврда на поддршката, додека опозицијата тврди дека освоила двојно повеќе гласови и дека владеачката коалиција е поразена. Партиите имаат рок од 48 часа за приговори, пошто ДИК ќе ги објави и конечните резултати. Гласањето за повторените избори е завршено. 4 општини добија нови градоначалници, според првичните резултати на Државната изборна комисија. Во 2 од 4 општини, Гостивар и Врапчиште, кандидатите на најго добија мнозинството гласови. Со убедливо водство Ваљбон Лимани, кадар на Алијанса на Тараварија, превзема власта во Гостивар. Победа и за Исан Шабани од НАИ во Врапчиште.
Со двојно повеќе гласови, кандидатот на ВМРО ДПМН Онер Јакуповски избори победа и смена на власта во Маврово Ростуше. Како единствен кандидат во Центар Жупа, Аријан Ибраимо Демократската партија на турците ја доби поддршката на 97% од излезените гласачи. Изборниот резултат отвори сериозни прашања за политичката тежина на партиите на локално ниво. Едни зборуваат за убедлива победа, други за тежок пораз на власта. На терен најголемите промени се случија во Густивар, Врапчеште и Маврово Ростуше. Со победата во Маврово Ростуше, ВМРО ДПМН потврди најголемата победа на локалните избори досега, велат од партијата. Изборниот процес го завршуваме со освоени 56 градоначалнички места, наспроти само 6 на СДС. Овие изборни резултати се јасен и недвосмислен пораз за опозицијата и нивните деструктивни, неуспешни и штетни политики. Откако нивниот кандидат во Маврово Ростуше не успеа да ја добие изборната трка, СДС му обвинува дека Мицкоски е во паника, додека опозицијата освои двојно повеќе гласови од власта на изборите. Дури и со сите можни злоупотреби на институциите и притисоци, кандидатите за градоначалници од опозицијските партии освоија двојно повеќе гласови од кандидатите на владеачките партии. Опозицијата освои двојно повеќе гласови, 21.394 гласови, а власта само 12.534 гласа. Заклучокот е едноставен. Власта на ВМРО Влени Знам загуби и тоа убедливо. Со победата во Густивар и Врапчеште најдоби вкупно 6 градоначалници. Според Дуи тоа е потврда дека ја уживаа довербата кај албанците. Народот гласи, народот одлучи и тоа е една голема победа, без разлика што тие кажат, ние сме победници не само на овој круг и на првиот круг на 19 октомври ние сме беме победници. И вреди себе си се гледаат како победници на изборите со 10 освоени општини. Влене е апсолутен победник на локалните избори со 10 освоени општини, силно потврдувајќи ја граѓанската доверба и широката поддршка што албанците ја дадоа за промените. Овие избори јасно докажаа дека албанците зборуваат со еден глас. До објавување на конечните резултати, партиите имаат 48 часа за поднесување на приговори за изборниот процес. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. СДСМ алармира дека владата ја турка државата во опасно задолжување и дека новите кредити се земаат без јасни услови и транспарентност. Во собранието владата поднесе предлог закон за ново задолжување од 20 милиони евра за изградба на физкултурни сали, но без информација за износот на каматната ставка. Нема пари за плати, нема пари за минимална плата од 600 евра, нема пари за нови мерки за поддршка на стандардот на граѓаните. Има само за криминални тендери кои вртат секој ден и тоа со милионски суми за едни исти фирми блиски до власта. По продолжение вести од светот.